Добар ден. Кога македонското општество би била личност, тешко би можела без видливи последици да го преживее она што и се случи за само 2 дена. Крајности на расположение, љубов, сочувство, хуманост кон нивни нации, без гнев и омраза кон други. Токму за ова второто. Убиството на Ангел од Ѓорче Петров ја втурна Македонија во солзи, а еден дел од неа и во неоснован без гнев и омраза на етничка основа. Зошто? Зошто се чини дека на македонците и албанците од Македонија им е полесно да се мразат меѓу себе, отколку да се сакаат. Дали меѓуетничкиот соживот во Македонија е толку кревок, да така лесно се доведува во прашање? Чија е одговорноста за тоа? На сите овие теми ја поседуваме денешната емисија Зебра. Двајцата наши денешни гости будно ја следат ситуацијата не од ден на ден, туку од час во час, бидејќи таа постојано се менува. Со нас, значи, во студиото на Зебра, мојата колешка Снежана Лупевска, новинар и уредник на емисијата Код, и Џабир Дерала, директор на невладината Цивил, Центар за слободи. Добре дојдовте во Зебра. Значи, да се надоврзам на прашањето што и Маја го поставува како централно за денеска, зошто секој инцидент, иако има криминална заднина, по принцип и по правило веднаш се врзува со етничка, со религиска, со национална основа, како да не постои некаково трпение во јавноста да се открие заднината на приказната, па дури потоа да се реагира. Жане, ти од терен, твоето искуство? Искуството, за жал, ми се повторува и во 2001 имавме нели ситуација која мислевме дека е надмината, а сега преку ноќ може да ни се случи војна. Имавме ситуација и на Кале. Имавме ситуација и на Кале, и очигледно дека мирот и стабилноста во Македонија се многу кревки и не знаеш од ден на ден што ќе се случува. Мислам дека кај нас очигледно е дека меѓуетничките односи се фитилот што многу често се пали и било да е злоупотребен од политичарите или од некои други страни, условно речено, многу често не се случуваат во зима, ако се сеќавате, тепачки во автобусите. Па одеднаш ќе престанат. Ќе се случи инцидент од друга националност да натепаат дете, ќе се покрене јавноста, па одеднаш ќе престане. Овој инцидент мислам дека е меѓуграѓански, апсолутно не беше меѓуетнички, меѓутоа ги предизвика страстите нормално и сочувството и бесот заради тоа што се работеше за 2 етникума. За жал, мислам дека и во оваа ситуација не се ниту превенираше, значи претходно не биле превземени мерки за да се чувствуваат граѓаните безбедни во сопствените дворови, а потоа не се превземаа мерки за да не ескалира ситуацијата и се уште мислам дека не се превземаат доволно мерки за да и едната и другата нација се чувствува безбедно. Ние сега сме сите накострешени и живееме, мислам дека во некаков страв, дали вечерва ќе има протести и што ќе се случи од другата страна на мостот. Џабир? Јас би сакала да ве прашам во тој контекст, дали откривањето на идентитетот на осумничениот, со што се крши презумцијата на невиност и воедно откривање на неговиот идентитет и етничка припадност беше причината? Кои етички кодекси се тука од медиумите и од полицијата прекршени? Се надевам дека гледачите ќе поверуваат дека не сме се договарале околу прашањава, бидејќи сакав да го свртам вниманието токму кон ова. Дајте да видиме каде лежи одговорноста за оваа состојба која еруптираше толку брзо во рок од 1 час, од прилика час и половина, и која го држи македонското општество во заложништво веќе повеќе од 70 часови. И да погледнеме какви се законите. Тие се многу јасни. Уставот и законите ги штитат граѓаните од арбитрарна пресуда, односно ги прогласуваат за невини се додека не се докаже дека се виновни. Оттаму произлегува и уставната и законските регулативи кои упатуваат на апсолутна анонимност на тие што се осомничени за некој кривично дело. Веќе со години гледаме дека во јавноста и МВР и други институции релевантни соодветни на тоа да бидат пред очите на јавноста кога се работи за криминал од било кој вид, намерно или ненамерно, не сакам да не влегувам во тоа, успева да ги пушти информациите за името, име и иницијал во случајов сосема доволно, да се предпостави од која етничка заедница доаѓа сторителот на тоа кривично дело,
И оттаму гледаме како тоа ја бранува јавноста во критични моменти. Јас имам чувство дека да не беше овој трагичен настан, ова убиство, дека веројатно некоја тепачка по автобуси ќе се или серија тепачки ќе се случеше. Мислам дека ова некому му треба. Меѓутоа се вратам на ова прашање. Значи одговорноста лежи во професионалните структури кои мораат да се придржуваат кон уставот и законите. И со тоа да дадат пример на целото општество. Меѓу другото, очигледна е една долгогодишна, ако гледаме долгорочно, долгогодишна атмосфера на тензии, омраза, предрасуди, негување на тензиите и на омразата на етничка, на верска и на политичка основа. Поделбите во ова општество стана ноторни и тие се негуваат, почувајќи од медиумите, завршувајќи со учебниците од кои децата учат секојдневно. Значи, вие го праќате вашето дете на училиште да научи нешто, тоа ви се враќа назад како латентен или веќе формиран насилник. Постои ли вистинска волја за соживот? Значи, не само декларативно да, ние треба да живееме заедно, да, треба да живееме заедно, но во еден момент кога јавноста ќе го слушне само првото име на обвинетиот за убиство, веќе престанува понатаму да ја следи приказната. Се спушта завесата. Да. Волја, политичка волја кај главните центри на моќ, носителите на моќта во Македонија нема. Напротив, етничките тензии и омразата се добра алатка во рацете на оние кои ја држат моќта, без оглед на тоа од која етничка група доаѓаат, за да можат да го дивертираат вниманието од вистинските проблеми на македонскиот граѓанин, односно граѓанка. Значи, тоа се проблемите кои се поврзани со социјалната правда, тоа се проблемите кои се поврзани со целиот корпус на човекови права и слободи, вклучувајќи го слободата на изразувањето, тоа се стандардот на луѓето, потребата од добро здравство, добро образование, пристоен живот. Значи, сето тоа, не успевајќи да го обезбедат тие што ги држат уздите на власта, на моќта, било да е таа политичка, извршна, финансиска и така натаму, тие го дивертираат тоа внимание и многу лесно можат да манипулираат со јавноста, особено затоа што младите се препуштени на себе, освен во ситуациите кога тие треба да бидат инструментализирани за нечија политичка манипулација. Јас само да се надоврзам. Значи, ние живееме во едно општество каде што, иако барем медиумите многу пати нагласувале како не треба, тепачките меѓу кумити и шверцери, да речеме, тепачките во училиштата, никако ситуацијата се повторува наместо да се превенира. Ако земеме од училишните дворови, од насилството меѓу младите, за жал, според она што ние го работиме на теренот, барем кога станува збор за вакви човечки судбини, гледаме дека омразата за жал расте меѓу младите. Можеби генерациите повозрасни живееле во поголем соживот, се познаваат повеќе едни со други. Сега ние живееме во два паралелни света. Учат децата, нели, сегрегацијата во општеството и во училиштата ги одвојува, населбите исто така. Тој мост што ги спојувал Сара и Ѓорче, сега не знам дали и понатаму исто ќе ги спојува. И од друга страна, црно-белиот свет се покажа и сега, медиумите на албански јазик го цитираа, нели, ја и цитира изјавата на адвокатот, медиумите на македонски јазик ја цитираа само полицијата или очевидците. Многу време им требаше за да прифатат дека вистината има две страни, колку да ни се допаѓа или да не ни се допаѓа, и еден национален медиум, да речеме, да известува објективно и да ги земе во предвид сите околности. Во таква атмосфера јас не очекувам подобрување на ситуацијата и за жал луѓето очигледно не се веруваат едни со други и живеат во два паралелни света и не може да се подадат рака, туку напротив, еве се случуваат вакви немили настани. Доцна ли традиционалните медиуми во однос на новите медиуми, на електронските медиуми, на порталите со вести, кои чинам дека од минута во минута има информација, иако не секогаш точни, понекогаш и шпекулативни, понекогаш и можеби свесно или несвесно подбуцнувачки, но ја изгубија ли трката традиционалните медиуми? Па мислам дека тие не објективно, прво веројатно имале контрола на тоа што се
објавува, што не се објавува, и тоа се виде. Традиционалните медиуми практично нема Проверување на нема на информации затоа што веројатно им било наложено да не информираат. Дали е оправдана таква цензура во ситуација кога е во функција да се смират тензиите? Мислам дека до одредена доза е оправдана, меѓутоа зависи што спречуваш. Ние не можеме да знаеме што им спречиле да информираат, затоа што ништо не информираа. Од друга страна, кога немате информации од валидни извори, а тоа е истражен орган, значи јавниот обвинител, полицијата, луѓето што треба да ни ги дадат информациите, имаме море од шпекулации, и тоа се случи. И токму во тоа море од шпекулации уживаа социјалните мрежи, кои што воопшто не ги оправдувам, и мислам дека тие треба да се регулираат на некој начин, особено во ваква ситуација. Мислам дека тие што сакале да ја контролираат вистината си направиле лоша услуга со сето ова. Да ги оставија традиционалните медиуми, да излезеа портпаролите на обвинителството, на полицијата, да информираат и да смируваат истовремено, дека се работи за обид, можеби за кражба, напад, тепачка, немил настан и слично, да ги смираа на тој начин тензиите, можеби секој беше поинаку. Вака во немањето на доволно информации се случи на социјалните мрежи, сите ние да читаме дека има, не знам, повредени, дека се случува едно или друго, и затоа мислам дека да се треба посериозно да се размисли околу стратегијата што се забранува, што Имам се чувство дека и политичките лидери отсуствуваа овие денови. Единствено провеа една добра информација дека Оџата спречил контрапротести во Саре и ги повикал луѓето мирно да се вратат, и тоа беше еден добар пример. Меѓутоа, другите политички лидери не ги видовме оние авторитетните, да секој да си го повика својот... Да, тоа го видовме и на тоа реагираше, всушност го објави Алмакос порталот. Апропо ова со медиумиве, ако смеам да се навратам, мислам дека поделбата на традиционални нови медиуми, барем во случајов да во еден момент можеме да ја изоставиме, заради тоа што сите поголемиот дел од традиционалните или познати како традиционални медиуми имаат и своји аутлети кои се во електронска, односно во формат на новите медиуми. Меѓутоа, јас мислам дека тие се контролирани на поинаков начин, со одредена цел, која е повеќе или помалку очигледна, се разбира, а да не заборавиме како Република, мислам дека беше, или некој од тие портали, излезе во првиот момент со вест дека момчето било убиено со секири, со копачи од тројца луѓе и така натаму, и тоа долго време стоеше како такво, беше пренесено од повеќе портали и внесе уште повеќе додатна и паника, меѓутоа исто така го крена револтот на многу високо ниво. Што се однесува до тоа како изгледа една реакција на медиумите за да смират ситуација или не, мислам дека тоа е исто така помалку релевантно, бидејќи работата на новинарите, на медиумите е да известат веднаш, што поскоро, меѓутоа да известат и објективно, професионално, почитувајќи ги сите правила, сите етички норми кои се во кодексот на новинарите. А ако имате ситуација во која вие форсирате или потпалувате, вие додека одеше една наша колешка кон местото на настанот, слушаше едно радио во кое е познато како приврзаник на центарот на моќ, и таксистот и кажал на мојата колешка дека тоа е единственото радио кое смеат да го пуштаат тие во таа компанија, и на тоа радио оди програма на човек кој потпалува и кој е добро познат во јавноста, кој како потпалувач и сеач на омраза. Значи имате таква ситуација во која повеќе компоненти, значи такси службата е комерцијална транспортна служба, меѓутоа таа е под притисок да и е во приватниот сектор, нели? Таа е под притисок на газдата да биде само тоа радио таму и да биде цело време вклучено. Нема се создава една слика која е навистина немила и која зборува за еден силен притисок под кој јас сум сигурен дека и повозрастните, родителите на тие учесници во толпата се под силен притисок и под голем страф. Затоа што нашите колешки и колеги на теренот јавија и за тоа дека имало и многу возрастни луѓе кои се обидувале да ги спречат
младиве да го направат сето тоа што го направи. Велиме дека новинарите треба да известуваат веднаш и треба да известуваат објективно. Предпоставам, Жане, повеќе информации ќе имаш за ово што сакам да го прашам. Каква е тогаш соработката, комуникацијата на медиумите со институциите на државата, кои што треба да ги обезбедат конечно сите овие информации за да може известувањето да биде објективно? Јас мислам добро, секогаш кога ќе се случи инцидент, првата работа што ја прават новинарите се јавуваат во МВР кај портпарол да добијат информација. Селективно ли е давањето на информации? Мислам дека тек тук се појавува некаде повеќе, некаде помалце да се каже нешто што некој друг ќе пренесе, а некој нема да пренесе. Меѓутоа мислам дека недостатокот на информации беше генерален и е генерален во вакви случувања. Значи многу често не ги добиваме информациите што треба да се добијат и за сметка на тоа има многу шпекулации. Овој пат беше така. Мислам дека во ваква ситуација ќе се надоврзам и со политичарите. Значи и тие требаше да излезат, можеби заедно требаше да излезат представникот на албанската партија и на македонската да покажат заедништво и да им покажат на граѓаните како треба да си ги кажат своите пораки. Ние такво нешто не сме виделе. После толку години зборување за меѓунационални односи, ако е тоа коалиција, тоа веројатно треба да биде коалиција на две граѓански партии, граѓаните гласале за тие партии. Но тоа не ги амнестира и другите партии. Апсолутно не ги амнестира и мислам дека пак профитирањето, политичкото профитирање од вакви ситуации се виде. Значи Македонија е жртва на политичко профитирање. Наместо да зборуваат за смирување на тензиите меѓу себе, вчера партиите се препокуваа. Не видовме соопштенија за смирување на ситуацијата, видовме соопштенија во кои двете партии се препокуваа меѓу себе и ја гледате омразата како дека нема врз меѓу редови, значи и тоа многу разочарува. Навистина кога треба сега и јас треба да правам емисија, оваа дебата исто така добре дојдена во смисла на смирување на тензиите и ние трагачите по вистината веројатно треба да понудиме повеќе моменти на вистината за да се дојде до истрагата е во тек за да се дојде до што на вистина се случило. Меѓутоа, ако едностранно се информира, на вистина и понатаму ќе се распалуваат страстите и само ме чуди како може секој ден да има протести, како може да не бидат спречени тие протести. Ако веќе ние првата вечер можеби не беше подготвена полицијата, меѓутоа вториот ден, третиот ден веќе ќе се направат превенции за да не доаѓа повторно до разговарната маса да ескалира. Има ли некој што искрено сака да се смират тензиите во однос на политичките фактори? Зошто никој не го спомнува случајот на Мухамед Јашари пред 3 години, еден исто така матурант од албанска националност беше убиен, обидувајќи се да го спаси својот македонски другар од македонските напаѓачи. Ако навистина имавме искрена жилба за соживот, требаше споменик на тоа дете да му се изгради како знак за меѓуетнички, како символ за меѓуетнички. Постоеше и таква иницијатива. Само да подсетам дека ние пред 3 години отидовме кај семејството Јашари кој беше многу разочарано затоа што судскиот процес тапкаше во место. Затоа што сите медиуми го заборавија случајот Јашари, мајката раскаже уште еднаш што се случи, повика нормално на соживот, тоа семејство навистина претрпе голема загуба, која е пример за сите мајки и таа жена е многу храбра и дури тогаш почна некако работата да се потурнува па да оди судењето напред. Значи пак мислам дека вината е и на нас медиумите многу често што не ги истакнуваме позитивните примери, ги гледаме само негативните примери. Ова што кажавте и мислам дека навистина сега оваа ситуација треба сите да не замисли, да не се плашиме како во последните 24 часа се случи убиство и видов коментари на Facebook само да се од иста нација или вера. А ако беа од различна, кој знае што ќе се случи. А може би беше само љубовна кавга. Џабир Цивил беше долго време инволвиран во една акција за оружјето, односно за контрола на носењето на оружје. Ве сега гледаме дека се почести се случаи во кои што и малолетниците, значи ладното оружје им е малтене како при рака, да, константно. Може ли да се намалат овој тип на случаи? И Јашари беше убиен исто така со нож, ако не се лажам. Еве сега и Ангел, значи што се случува не само ладно оружје, имаат и огнено оружје. Малолетниците, тоа не се грижете за тоа, имаат и тоа во доволен број да направат и една мала војна. Само да се создадат такви услови, а такви услови сме на граница да имаме во Македонија.
Како е можно малолетници да имаат огнено и ладно Затоа што оружје? го имаат дома. Затоа што култот кон оружјето и кон насилството оди во нагорна линија. Затоа што во Македонија не само присуството на нелегалното, па и легалното оружје кое не сум сигурен дека на најдобар начин се контролира, е голем проблем. Освен тоа, кај нас е голем проблем тоа што расте спремноста да се употреби тоа оружје. Значи, вие овој случај ние го гледаме без оглед на тоа чиј бил ножот, каде бил ножот, кој го употребил. Да, не навлегуваме во тоа, да не нож имало. Значи нож имало и имало ситна кражба на велосипед. Каде може да падне едно општество? Колку ниско може да падне едно општество, еден човечки живот да вреди колку еден точак. Колку може да падне едно општество ако еден велосипед може да замени цел еден човечки живот од 19 на години. Тоа е ситуација во која ние го гледаме општество како навистина заболено и како неспремно да се справи со проблемот со оружјето. И тоа ќе не чини многу животи во некоја Како може да се справиме со проблемот на оружјето кога во тоа не успеваат и држави од типот на Америка кај што има константни дебати околу тоа. Каква кампања Америка се уште во уставот има дозвола и поттикнување да се носи оружје за да се заштити сопствениот живот. И тоа од време на време убаво ги плеснува реалноста. Тоа е нешто што го засегнува американското општество, кое, меѓу другото, се состои од 300 и кусур милиони жители. Во едно општество кое е со волку мал број, вака фрагментирано, со такво минато неодамнешно и со таква сегашност која не се обидува да го надмине неодамнешното минато, вие имате ситуација во која многу помал број пиштоли може да направат многу поголема беља од тоа што се случува во Америка секој ден. Тоа може да се справи, проблемот може да се санира, се разбира на долгорочна основа, меѓутоа ако почнете сега, односно вчера, преку образованието, преку работата со родителите, преку доследна, неселективна примена на законските санкции кои се однесуваат на оружјето, преку сериозна контрола, исто така и на легалното оружје, бидејќи ние не знаеме колку оружје имаат, да речеме, агенциите за обезбедување. Колку, какво оружје, каква е обуката и каков тип на луѓе работат таму и кои ракуваат, односно го носат тоа оружје по улиците секојдневно. И се разбира, во поглед на нелегалното оружје, мора да се работи на јакнење на довербата меѓу луѓето. Бидејќи еден од мотивите зашто се носи оружје или се чува дома или по подруми оружјето е токму меѓуетничката недоверба. Исто така, другиот мотив е недовербата на граѓаните кон институциите. Вели, подобро е јас да си имам едно парче нелегално оружје, отколку да ја чекам институцијата таа и таа, правда или прогон или не знам што, да ме одбрани мене или да ми овозможи безбеден и мирен живот. Ние имаме бројни убиства токму заради тоа. Статистиките покажуваат дека голем дел од луѓето посегнале по оружјето во самоодбрана, да речеме, или им бил загрозен имотот, или им дошло преку глава затоа што полицијата не реагирала на повиците. Како што се случи, беа првичните информации дека во Ѓорче Петров се краделе многу велосипеди, а полицијата не реагирала. Знаете, ако имате сосед кој постојано ве малтретира, и вие го пријавувате на полицијата. Мене лично ми се случи да еден ден дојде полицијата и ми рече доста не повикувате, ние на крај ќе ви пишеме пријава против вас. Зошто? Заради тоа што не повикувате да реагираме. Па зошто не реагирате? Па немате докази. Значи ние имаме психичка тортура, може да чувствуваме, нема врска од која националност е соседот. Зборувам дека многу често има натрапници во домовите. Ќе населите вие некој кираџија што не сака да ви се исели. Тоа се се меѓуграѓански односи, каде што вие го повикувате системот на заштита, го повикувате, не реагира. И втора работа, нашите луѓе немаат економска моќ
да ги искористат агенциите за обезбедување, барем да им постават камери, аларми или слично, затоа што немаат пари да го платат тоа, а тоа е еден од начините на со кој што Запад, да речеме и повисоките стандарди се ги штитат своите домови. Кај нас очигледно поевтино и така мислат и веројатно е тоа е во нека психологија на граѓаните да купат оружје, да го имаат пиштол од дома И кога ќе им дојде преку глава, сами да ја земат, да ја решаваат судбината. Мислам дека ова е навистина сериозно затоа што и во училиштата, да споменам, постојат ученици кои се задолжени за безбедноста. Ако се случи нешто меѓу учениците, треба да се информира ученикот или наставникот, тој ги информира секторите во МВР, каде што во секој сектор постојат луѓе за контакт и тие треба да изреагираат. И покрај таквата организираност, сето тоа постои, нас не се случија убиства меѓу учениците, посегнување по нож, пиштол или слично. Значи дека они без проблем ги внесуваат сите тие оружја на училиште. Очигледно дека нож не е тешко да се скрие во ранецот и да се однесе. Очигледно дека тоа не е тешко, а исто така и дури... Го подценуваме ли проблемот со оружјево? Како? Имам впечаток дека целото општество го подценува овој проблем го со оружјето. подценува, да, апсолутно го подценува, особено од средината на минатата деценија, кога затворија проектите на меѓународните институции и организации во поглед на контролата на оружјето, прибирањето на нелегалното оружје преку амнестии и преку други активности. Тоа е проблем кој се става под тепих цело време. И се мисли дека ако се има некаков добар европски синхронизиран, па и не доволно синхронизиран закон, и исто така закон кој исто така не е доволно синхронизиран и со другите законски регулативи кои се однесуваат на безбедноста на граѓанките и граѓаните, вие имате ситуација значи на затварање на очите пред проблемот. И една претежно реактивна политика наместо да се има превентивна политика. Проблемот со оружјето секогаш налага долгорочно гледање на работите и превентивно делување. Ако вие тоа го немате, барем како идеја, ако не и повеќе, вие сте изгубено општество. Наскоро ние ќе имаме рапиден раст на инциденти кои ќе вклучуваат оружје, а да ве подсетам, црните хроники се преполни веќе со години наназад и тоа на дневна основа. Ако се сеќавате пред 10 години, малку години после конфликт, имавме 1 до 2 инциденти со оружје во криминалниот сектор, зборувам, на недела, па дури и поретко, а сега имаме секојдневно вести за тоа дека имате инволвирано оружје во разни криминални дела или во комуникација меѓу граѓани. Значи тоа е, а ќе гледаме понатаму, ќе гледаме дека тоа ќе дојде и на ниво на час. Час и половина ќе добиваме друга информација за тоа дека некој некаде некого нападнал со оружје за да го ограби, за да расчисти сметки или затоа што бил пијан и така натаму. Тоа не сакам да го кажам тоа, постојано го кажувам веќе години наназад и гледаме како расте таа синусоида. Не сакам да бидам нешто како пророк или баксуз, ама тоа е. Тоа така се случува. Мислам, ние само треба да ги отвориме очите пред вистината. Жане Џабир, ви благодариме што бевте дел од Зебра. Се надевам дека ќе придонесеме за смирување на тензиите со овој исклучителен и класичен криминален чин кој што нема никаква етничка заднина. Ви благодариме што не следевте. Пријатно.